Па со мојата труба ќе ги најавам нашите гости. Нашите гости прекрасни кои што ни внесоа толку многу радост, толку многу шаренило и толку многу празничен дух. Ирена, добро утро за тебе и за твоите гости кои што навистина прават чуда. Јас посакувам празнициве да траат уште многу долго, бидејќи ти од недела во недела ни представуваш се по-креативни и се по-весели подароци кои што навистина може човек само да се восхитува. А поготово што се работи за деца. Значи, ова се што го гледате на нашава масичка, ова изобилие од преубави фигури, направени се од глина, суза и направени се од вредните рачиња на овие мали дечиња, не само на Стефанија и на Луна, туку и на сите дечиња кои што се во Jumping Clay. Тие тука изучуваат да изработуваат фигури, а денеска, Сузе, ќе ни изработат новогодишни фигури. Внатре има и подарочи, има чоколадни бомбончиња и за двајца гледачи ќе имаме можност да ги вклучиме во наредниве 15 на минути кон крајот на разговорот, за да ова што го изработуваат Стефанија и Луна, за да биде готово, финално, и двајца гледачи ќе се вклучиме и ќе имаат еден ваков преубав подарок, изработен од вредните рачиња на овие две наши гостинчиња ова утро, кој што убаво кажа, ни го разубавија студиото, ни внесоа една убава атмосфера, бидејќи овие празници се пред се за дечињата. Ама и желба Тие веруваат во таа магија, пробаме и ние, Емили Секоја Чест, која што е специјален едукатор, и верувам колку уживате во работа со овие деца, но еве јас ќе ви се приклучам малку подоцна во разговорот, ви ги препуштам минутите вам. Секако. Добро утро, почитувани и од нас овде, од овој дел од студиото. Еве гледате како ни е нашата масичка преубаво декорирана со овие рачни изработки на овие наши гостинчиња, односно за сите млади дечиња кои што се членови на Jumping Clay. Ова утро тие вредно ќе се изработуваат, јас само да ги представам, така е редот, нели? Веднаш до мене е Луна Поповиќ и Стефанија Ангелеска и Емилија Христовска, специјален инструктор и едукатор од Jumping Clay. Стефанија и Луна, добро ви утро. И сега вие може вредно да си работите. Малку подоцна јас ќе ве прашам што ќе направите, а може и сега да ни кажете, може Емили на почеток да ни кажат што ќе изработуваат, или? Секако, може да кажете. Јас ќе украсувам може да го джинџер покажеме. бред. Еве го. Еве можеш да го покажеш, еде така. И на крајот ќе му додадам неколку детали за да не биде како само ова, нешто како подаручиња и некои детали. Така, некои светки, така. Да. И само да кажеме дека оваа твоја рачна изработка, еве јас ќе ја покажам овде, еден наш гледач кој што ќе ни се јави во текот на разговорот ќе може да го добие ова, а второто е од нашата Стефи или Стефанија. Стефанија, можеш ли да ни кажеш што ќе ни изработиш? Јас ќе изработам една тегличка со елка. Со елка. Ајде, повелете. Работете си вие две, слободно, еве тука имате и материјали. Додека ние си разговараме со вашата инструкторка, Емили. Емили, добро утро и до вас. Добро ни дојдовте, еве вака рано наутро во утринската програма. Вредни сте уште од Сабајле, уште од утринава. Еве веќе почна и Луна и Стефанија да ја изработуваат глината. Ајде веднаш да почнеме од материјалите. Така некако ми се наметна прашањето. Кој материјал е потребен за изработка на овие преубави фигури кои што ги донесовте овде во студиото? Супер, добро утро до вас и добро утро до сите гледачи на вашата телевизија. Јас сум многу среќна што имам честа да гостуваме и да се представиме пред вас и пред вашите гледачи. Најпрво би сакала да кажам дека нашата глина е специјална глина која што во Јужна Кореја им требало повеќе од 25 години за да ја формираат формулата за таа глина. Различна е од другите глини за тоа што е целосно 100% нетоксична, безопасна за дечињата и содржи нано-силвер технологија која што дополнително им ги чисти нивните рачиња и спречува ширење на бактерии. Убавината на нашата глина, различна од традиционалните глини, е тоа што оваа глина се суши на база на воздух, не се пече. И за секогаш останува во тврда и цврста состојба, која што, ако не може да се скрши, не може да се уништи,
Многу е мека, има мирис на јасмин и многу е растеглива. Името Jumping Clay го добила според тоа што нашата глина која ќе направиме во кружна форма, и ако направиме, скока. И од тоа е Jumping, весела глина, така ја добила. Тој сакав да прашам. Сега само да прашам, бидејќи кажавте не се пече. Колку време е потребно да биде на воздух, фигурата да биде на воздух за да се зацврсти, за да добие таа цврста состојба? Така е. Првично треба да биде 24 часа, но се суши многу побрзо, но доволно време имаат дечињата да работат и таа да не се исуши. Така што 25 годишна работа на вистина се исплатила за ние денес да имаме таа можност да работиме со неа. Ја добиваме во првично 9 бои, од кои што ние со мешање на тие бои добиваме на безброј нијанси и безброј играња со тие убавини. Така што ни се пружи можност да работиме бесконечно и нашата имагинација да ја изразуваме. Еве ја сега и гледачите имаат можност да видат. Оваа глина е како пластелин. Така мека е. Многу е мека, така јас ќе покажам. Разликата е што е многу сосема нешто друго. Се тегне, се растегнува, скока, има ненормално убав мирис на јасмин. И тоа делува смирувачки и терапевтски на децата, затоа што е мека, делува и на нивната емотивна состојба. Исто така битно, многу често ја користат логопеди и терапевти. Тоа е исто многу битен момент на нашата глина. Ја зголемува нивната самодоверба со тоа што тие стануваат свесни колку тие можат да направат нешто убаво. Јас сум често сведок на дечињата, тие се изненадуваат и од себе си. А исто така, кога ќе направат играчка со своите рачиња, добива многу поголема вредност за нив таа играчка. И стануваат свесни како настануваат. Нашето мото е да учат преку игра. Ова за нив е игра, но тие учат, вежбаат моторика на нивните рачиња, вежбаат фокус, вежбаат концентрација, вежбаат да бидат уште повеќе креативни. Еве, нашите гледачи во моментов имаат можност да ги видат и фотографиите. Значи, покрај овие новогодишни украси, вие изработувате најразлични фигури. Ме интересира колку временски траат вашите часови. Сега да кажеме за Jumping Clay, вашите работилници. Колку пати се среќавате и за колку време е потребно да се совладаат техниките во изработка на определена фигура? Така е, најпрво би сакала да ви кажам дека Jumping Clay е меѓународна образовна франшиза која што постои во повеќе од 45 земји на светот. Ние сме една од нив и сме многу среќни поради тоа. Повеќе од 185 франшизи, а со тоа и многу повеќе од 6000 инструктори и малопродажни центри на Jumping Clay. Jumping Clay е нивното главно мото, институтот за уметност нивни е да ги научат децата преку игра, како што и кажав. Ние, поради специфичноста и убавината на глината, имаме можност за најразлични видови на фигури, активности, изработки. Нашата, не можам да кажам која ни е главна активност, ни е работење со глина, но ние сме застапени во државните скопски училишта, сме застапени во моловите, сме застапени во градинките, сме застапени кај нас секоја сабота во утринските часови има тематска саботна работилница, која што е многу посетена. Исто така тие работилници кога е посебно на некоја тема од типот на 8 март, нова година, тоа е дополнително посетено и тогаш дополнителна е среќата на дечињата затоа што се чувствуваат дека тие прават нешто многу битно и тоа е убаво, се зголемува нивната самодоверба. Точно така. Да не ги заборавам нашите родендени. Нашите родендени се многу убави, многу креативни и многу специфични. И поразлични, така? Многу поразлични, затоа што се едукативни родендени. Работата со глина трае најмалку 1 час, затоа што нашата цел не е да ги избрзаме дечињата и да ги изфорсираме да направат нешто, него да ја развијат нивната фантазија и нивната слобода, да научат, но со својата фантазија. Секако, Jumping Clay има 12 основни форми, кои што се дадени и се кажани какви се, но секогаш декорацијата се дава на дечињата, се дава нивната фантазија, нивната имагинација.
Сега вака, овдека ќе направиме мала пауза, бидејќи веќе овие фигурчиња веќе се привршуваат, да имаме доволно време да си вклучиме двајца гледачи, кои што ќе, еве јас вака ќе го покажам, ова ќе биде готово, значи за брзо, претпоставам до крајот на разговорот. Повикувам двајца гледачи да ни се вклучат овде во живо во програма и ќе бидете добитници еве на оваа прекрасна фигура изработена од рачињата на Луна. Ова е колаче, така, како го кажавте, джинџер, ете така, и внатре имате чоколадни бомбончиња. Првиот гледач кој што ќе ни се јави, ќе ни се вклучи овде директно во студиото, ќе го добие овој прекрасен подарок, прекрасна фигура изработена од Луна. Еве, од режија ми јавуваа дека веќе го имаме првиот гледач на линија. Добро утро! Добро утро! Баба Роска, како сте ли? Јас добра сум, ве гледам и одма почна да вртам. Па одлично. Еве, вие сте, не мора да се представувате, значи ве знаеме, ние тука сте ни наша редовна гледачка. Еве ова, имате внучиња, ова е прекрасен подарок, изработени од рачињата на наша Луна. Нека дојде некој кај нас во телевизија во наредниве 2 недели, ама нека биде тоа побрзо, бидејќи овде има чоколадца. Нека дојде во телевизија Алфа и да си го подигне овој прекрасен подарок. Ви благодарам што ни се јавивте. Ако имаме уште еден гледач, веднаш да го вклучиме во програма, да покажам само она што изработува нашата Стефани. Еве, ова е новогодишна елка, исто внатре има чоколадни бомбончиња и оној гледач кој што ќе ни се јави, ќе ни се вклучи директно овде во програма, ќе го добие овој подарок. Дали имаме некого на линија? Ало? Ало, добро утро. Добро утро. Кој ни се? Јас се јавувам од Словенија, од Љубљана. Голем поздрав до вас, голем поздрав до Љубљана и до Словенија. И до вас голем поздрав во студиото, имате убава емисија, убави дечиња. А може ли мојот подарок да го дигне сестра ми да ви Секако. Овој подарок ќе го подигне вашата сестра, само оставете име и презиме во режија. Бидете тука, само сакам да ве прашам како е во Словенија, како ги поминувате, веќе вам Божик ви измина, меѓутоа новогодишните, па и нашиот христијански, односно православен Божик. Како ги поминувате тамо празниците? Весело ли ви е? Па слушате, весело е. Ние славиме 2 Божича, една нова година. Така да за нас е исто, ние имаме мешана фамилија, ја имам снаа српкиња, имам снаа од лук Словенка и ние славиме сите празници. Одлично. Кој почнеме од сега 25 од 25 декември па се до 7 јануар весело ви е, претпоставувам. Тако. Ви благодарам, господјо, многу што ни се јавивте дури од Словенија, од Љубљана. Поздрав до вас, поздрав до сите македонци кои што не следат не само во нашата ни преубава Македонија, туку и во Европа, ширум светот секаде. Ви благодарам што сте ова утро заедно со нас. Ја очекуваме вашата сестра да дојде во телевизија Алфа и овој подарок оди под новогодишната елка. Ви благодарам. Можеш, Стефи, да си продолжиш со твојата изработка, да стасаме, еве имаме уште 4 минутки до крајот на разговорот. Ете, толку е времето. Сакам да ги прашам Емили, односно Луна и Стефи за нивната новогодишна желба. Ке може ли? Додека работите вака. Искрено, јас би сакала телефон, бидејќи никогаш не сум имала и тоа сакам да го добијам. Колку реална писмо. Дали му прати тоа, му кажа ли да... Не, ама денеска планирав да му напишам. Сниж денеска направи до 12 часот, примаат пошта, после може би ке задат. После сте на одмор. Нека слушне Дедо Мраз, претпоставувам дека слуша и се надевам ќе ја исполни твојата новогодишна желба. Стефи, ке ни ја кажеш ти твојата новогодишна желба, душа? Мојата новогодишна желба, ништо не сум посакала, но за мојата новогодишна желба сакам да сум среќна. Леле срце. Истото го посакав, ти го посакувам и јас од срце, не само на тебе, туку на сите прекрасни дечиња и на сите луѓе кои што не следат ширум целиот свет. Среќа, здравје и берекет. Ајде да си продолжиме со разговорот, уште малку, Суза, да не сакаш нешто да потпрашаш? Сакам да прашам дали овие прекрасни украси овде и подароци, рачно изработени, сите се уникатни, веројатно, така, нели, кои што ги гледам, и дали ги има некаде во продажба, дали може да си ги купат гледачите? Така е, сакав да кажам дека Jumping Clay во Македонија постои од 2016 година.
Така што ние имаме едукативен центар многу близо до католичката црква. Каде што често се прават и убави родендени, креативни, посебни, да. Се прават родендени, се прават работилници. Имаме исто така многу убави зимски и летни кампови што се одржуваат за време на зимскиот и летниот распуст. И исто така имаме сетови, имаме најразлични можности. Добредојдени се сите луѓе да дојдат, да не посетат. Секако во работното време ние сме отворени за соработка и за да им покажеме, за да влезат во нашиот jumping clay свет. Може и ние големите деца или само мали деца? Секако, светот jumping clay не знаете колку нема граници, нема граници за уметност. А исто околу креативноста, сите уметници знаат дека едно дело два пати исто не може да се повтори. Може да биде поубаво, јас секогаш викам, ако еднаш направиш убаво, следниот пат ќе биде уште поубаво. Јас верувам во тоа. Така што на креативноста и нема крај, само нека дојдат кај нас, секогаш сте добре дојдени. Исто така сакам да кажам голем поздрав до мојата собственичка Маја, исто до мојата колешка Весна, до Кика, до Емче, до Мартина, до Николина, до Ружица, до сите делови и сите инструктори во jumping clay кои што помагаат ова да изгледа вака како што изгледа и да функционира. Навистина, љубовта кон децата е нашата примарна цел и тие да бидат среќни и да се развива нивната креативност. Благодарам и на сите родители и на сите дечиња што се дел од jumping clay, што допрва ќе доаѓаат кај нас и сакам да испратам голем поздрав и среќни празници и се најубаво во новата година. Епа некако убаво ни ја заврши Емили, ни го заокружи вака разговорот. Јас сакав да те прашам, Емили, уште за твојата новогодишна желба која е, ама некако го заврши самата ја кажа, предпоставувам пред да го поставам ја моето прашање. Ви благодарам што ова утро дојдовте кај нас, ви благодарам што сте вака вредни од рано наутро. Ви благодарам за подароците за нашите гледачи. Ни го разубавивте на вистина и студиото. Ви постакувам да останете вака секогаш весели, расположени и пред се среќни. Ви благодарам уште еднаш. Ке имаме, предпоставувам и се надевам соработка и во наредната година. Секако и јас се надевам. Со да продолжуваме со среќни празници, посакувам Дедо Мраз да ги надмине вашите очекувања оваа година, драги дами, особено затоа што сте многу вредни и креативни.